Старите имиња на моменталните градоначалници на големо се представуваат како нови кадри во трката на локалните избори. СДСМ и ДУИ речи си и да немаат промена во кадрите што ги нудат. Се правдаат дека тоа било изборот на граѓаните, а не немање на нови и свежи лица. Партијата на ЗАВ веќе објави повеќе од 30 на имиња, меѓу кои се Петре Шилегов за Скопје, Борче Ѓоргиевски за Газибаба, Велимир Смилевски Бутел, Перо Костадинова Ландово, Костадин Ѓоргиевски за Охрид. Сите овие се веќе актуелни градоначалници. Нови имиња има во многу помал број. И од ДУИ одат со стари кадри. Бисер Ганио повторно ќе биде кандидиран за Чаер. Хекуран Дука во Дебар, Ерка Налифи во Липково, Рамис Мерко во Струга и Блерим Беджети во Сарај. Вице-премиерот Груби вели дека одлуката е таква, оти ги анкетирале граѓаните по општините. Сметнам дека одлуката е правилна и донесена по големи истражувања кои што неколку месечни ги направивме во рамките на Демократската унија за интеграција. Направивме анкети посебни во сите градови и тоа по 1000 луѓе анкетирани во секој од овие градови и ни покажува дека имињата кои што ги представивме вчера се всушност најподржани од сите граѓани, но не само од една заедница, туку од сите заедници, вклучително и примерот кој што вие го наведовте од господинот Мерко. Од ВМРО ДПМН засега се внимателни со објавувањето на кандидатите. Од партијата велат дека ќе има нови кадри, луѓе честни и работливи. ВМРО ДПМН ќе излезе со над 95% нови имиња како кандидати за градоначалници, нормални со нови советнички листи. Тоа ќе бидат луѓе кои што се високо почитувани и со интегритет и кредибилитет во местата каде што живеат, и тоа ќе бидат луѓето кои што ќе ја поразат оваа политика која што ја води СДСМ, а политика која што не е во корист на граѓаните, туку е против граѓаните. Каде во втората половина на август ќе бидат објавени некаде после средината на овој месец, но веднаш штом се завршат сондажите ќе биде објавено во јавноста. Од партиите на села и гаши соопштуваат дека актуелните градоначалници кои се одбрани од редовите на нивните партии ќе бидат и кандидати за локалните избори, а тоа се кандидатите за Гостивар, Боговиње и Врапчиште. Но за останатите кандидати од Алијанса за албанците алтернатива велат дека прават детални анализи и консултации со цел да изберат квалитетни кадри. Инаку, Државната изборна комисија ги усвои роковите за изборниот процес за локалните избори на 17 октомври. Партиите имаат рок до 11 септември да ги достават имињата на кандидатите за градоначалници и за општински советници.